Државата подготвува системско решение за ситуацијата со безбедноста на патиштата, која со години е сериозен проблем, но доби неитност по неодамнешниот инцидент во кој на пешачки премин беше прегазена младата Фросина Кулакова. Денеска на исто место беа собрани представници на надлежните министерства и институции, универзитетски професори, јавното обвинителство, судовите, невладиниот сектор за да се најдат најдобри можни решенија за надминување на состојбата. Само минатата година во сообраќајни несреќи загинале повеќе од 140 лица. Сметаме дека со ваков еден инклузивен пристап на сите фактори во општеството, со една транспарентна постапка, ќе дојдеме на крајот до сите она кое што го посакуваме, а тоа е безбеден град и безбедна држава во делот на сообраќајната некултура која што ја имаме, која што во иднина се надевам дека ќе кренеме на еден многу висок степен на сообраќајна култура кој што на крајот на денот ќе го оствари она кое што ни е првична цел, а тоа е повеќе никогаш да немаме по 142 жртви како последица на сообраќајни незгоди. За проектот Безбеден град да профункционира, прво треба да се изменат неколку закони, најмалку 5, вели министерот за внатрешни работи. Станува збор за законот за прекршоци, законот за возила, законот за безбедност на патиштата, законот за извршување на санкции и кривичниот законник. Прашањето кое се наметнува, бидејќи станува збор за измена на неколку законски рамки, е кога би можело проектот да почне со реализација. Тошковски е оптимист дека тоа ќе биде брзо. Во наредните месец дена ќе работиме интензивно на целокупната легислатива која што е потребно да се промени и се надевам дека до крајот на месец април, на месец март ќе имаме првична верзија на сите закони кои што ќе треба да влезат во процедура, се со цел да месец април влезат во владина процедура, а се надевам и до крајот на месец април влезат и во собраниска процедура. Од Министерството за правда, кое е вклучено во иницијативата, објаснуваа дека тие веќе почнале со измени на постоечката легислатива, законот за прекршоци. Предвидена е посебна постапка за прекршоците од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, која се однесува на прекршоците утврдени со помош на електронски систем за детектирање, како што е системот Безбеден град. Воведуваме скратени постапки со кратки рокови за судење и засилени казни за рецидивистите, вклучувајќи забрана за управување со возило по третиот прекршок. Прекршочните налози ќе се доставуваат брзо и ефективно преку СМС и е-пошта. Сторителите ќе имаат право на судска заштита ако не ја прифаќаат одговорноста. Овие промени ќе ја подобрат брзината и ефикасноста на постапките, соопштуваат од Правда. Целиот проект Безбеден град, кој треба да прерасте во безбедна држава и треба да резултира со ставање ред на патиштата, е поддржан и од Обединетите нации. One of the goals of sustainable development goals of United Nations. Едно од целите на планот за одржлив развој на Обединетите нации е амбициозната агенда за двојно намалување на сообраќајни несреќи до 2030-та. Среќни сме што ја поддржуваме владата во обидите за намалување на сообраќајките во земјата и таа бројка да се движи кон просекот на држави од Европската унија. За тоа каква е ситуацијата на патиштата и улиците во Северна Македонија најдобро говори статистиката на МВР. Само за февруари имало повеќе од 18.000 казни, од кои 1/3 биле за пребрзо возење, една од главните причини за сообраќајни несреќи со смртни случаи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.